Трагедијата во Кочани и воскреснување на УЧК. Ова ќе бидат главните оружја на опозицијските СДСМ и ДУИ за време на изборната кампања. Експертите предупредуваат дека во недостаток на квалитетна понуда и идеи за подобрување на животот во Македонија, но и во недостиг на некоја голема коруптивна афера за власта, социјалдемократите очекувано ќе го користат случајот со пожарот во Пулс за да ги оцрнат своите противници. Целата несреќа, катастрофа која се случи во Кочани е еден немил настан кој ќе остани како болка во срцата на сите граѓани на Македонија, но да ставите конотација и да го лепите како етикета на власт која во дадената ситуација беше само дојдена неколку месеци е едноставно нелогично. Сите сме криви како општество за таа несреќа. Ништо подобро не е и во опозицијскиот блок на албанците. Се величи УЧК се користи националистичка реторика. На митинзи се прикажуваат видеа со сцени од војната во 2001 година. Откако Ахмети му порача на премиерот Мицкоски дека со загари одел во лов на зајци, ами не и на орли, аналитичарите гледаат само една логика во оваа реторика. Опозиционерот ја гледа државава како џунгла. Тоа покажува дека Ахмети и неговата компанија, односно своите акционери, државата, односно Република Македонија, ја чувствуваат и ја третираат како џунгла и како зоолошка градина, бидејќи тие се навикнале во минатото своите членови, односно своите приврзаници да гласат како овци и почнувајќи од своите, тој така ја смета и целата држава. Според упатените, ДУИ од секогаш се користела со национализмот, но последнава година се повеќе и повеќе, откако по парламентарните избори лани замина во опозиција. Што се однесува до СДСМ, тешко дека и нападите и црната кампања ќе им донесат некаков успех, бидејќи, како што коментираат експертите, анкетите покажуваат убедливо водство на владеачката ВМРО-ДПМНЕ.